Здраво на сите! Денес ќе се потрудам да опишам што е Cardano. Cardano по големината на пазарната вредност е петата криптовалута во криптосветот. Cardano ADA е нов блокчейн криптокуренси, започнат во 2017, представен да биде Generation 3 во криптосветот. Значи, што е Cardano? На почетокот се раѓа крипто 1.0, тоест биткоин. Биткоин е дигитално злато или средство, односно дигитална валута, што може да се штеди, пренесува во дигитална форма и разменува за други дигитални валути. И најбитно, тој е отпорен на инфлација. Крипто 2.0, Ethereum. Ethereum е комплицирано да се опише. Смарт контракт, односно компјутерска програма или протокол за трансакција која има за цел автоматски да извршува, контролира или документира правно релевантни настани и действија во согласно со условите на сделката или трговскиот договор. Крипто 1.0 и 2.0 имаат недостатоци кои Cardano сака да ги елиминира, а тоа се Scale, Speed, Energy. Scale. Приспособливоста на криптовалутата да се справи со приливот на голем број трансакции истовремено. Тоа е Scale. Например, биткоин работи непречено со 7 трансфери во секунда и ако има повеќе од 7 трансфери во секунда, тогаш сите трансакции се ставаат во ред за повторно полнење. Тоа доста го успорува биткоин. Чарлс Хоскинсон, еден од основачите на Ethereum, го напушта проектот во 2014 поради фактот што приватни компании инвестираа во него во замена за удел во истиот, што целиот проект го води кон централизација, правејќи го склон кон манипулации со самата цена. Тогаш се посветува на новиот проект и така се раѓа Cardano. 100% децентрализиран проект кој е посветен за народот. Cardano е блокчейн, додека ADA е криптокуренси, односно горивото кое го придвижува Cardano блокчейнот. Ако некој инвестирал во Cardano, значи инвестирал во ADA коин кој е еквивалентен, односно еднаков по вредност со Cardano. ADA max supply е 45 милиарди, од кои 32 милиарди се моментално во циркулација. Speed. Брзината се мери во трансакции по секунда. Например, биткоин е со 4,5 трансакции во секунда, Ethereum е со 20 трансакции во секунда, додека ADA е со 6,5 трансакции во секунда, но во план се 1 милион трансакции во секунда. Energy. Најпросто може да се објасне, биткоин и Ethereum се proof of work, што значи дека по автоматизам трошат повеќе енергија од некои држави и корпорации, што ги прави штетни за самата околина. Додека Cardano е proof of stake, троши помалку енергија, не се потребни никакви машини, имаат собствен волет и имаат по-ефтина трансакција. Значи планот на Cardano да биде во иднина е Internet of Blockchain. Да се поврзат заедно сите крипто и сите имаат бенефит, наместо да се раздели и да тврдат кои коини или мрежа се подобри од другите. Крипто постигна голема вредност, биткоин е со маркет од 1,1 трилион, Ethereum е со маркет од 400 билиони, Entire Gold, значи целото злато во светот е со маркет од 11 трилиони. Да речеме прост пример, кога Cardano ќе постигне маркет од 500 билиони, тогаш од 1.36 долари за еден коин Cardano, тој ќе треба да постигне сума од 15,50 долари Cardano, цена која што може да ја достигне дури и во блиска иднина. Ова беше се во оваа емисија. Поздрав!